почеток на подкастот, јас би сакала да цитирам една статија која излезе пред само еден ден. Капитенот на македонската репрезентација, најдобар македонски одбојкар Никола Ѓоргиев, ја одбележа јубилејната 80-та победа во националниот дрес. 169 надпревар во дресот на Македонија и обезбедија повторно опстанок во Златната лига. Нешто кое несомнено може да се пофалат многу мал број на спортисти во Македонија. Никола Ѓоргиев е дефинитивно едно од најретките богатства кои го има Македонија во својот спорт. Нешто со кое треба и ние струмица и струмичани да се гордееме со тоа, и на моје огромно задоволство Никола Ѓоргиев е денес гостин во мојот подкаст. Никола, добре дојде. Добро ве најдов, ви благодарам прво за поканата, мене чест и задоволство ми е да видам ваш гостин после толку многу струмички легенди. Ви благодарам многу за прекрасните зборови и прекрасната најава. Тоа ми остави голем впечаток оваа статија, мислам во екипа беше во порталот, затоа што 100% се сложувам со тоа, така е, струмица треба да се гордее со овакви струмички легенди, би кажала, и треба да си ги цениме и почитуваме не само струмица, генерално и Македонија. Како се чувствува Никола после сите овие успеси во рамки на македонската репрезентација? 80-та јубилејна победа во рамки на репрезентацијата, 169 изиграни надпревари. Какво е чувството? Па сега откако да кажам победивме против Црна Гора и го остваривме тој најдобар пласман, нели, 9-то место, чувството ми е многу убаво. Одлично се чувствувам, 2 дена сум исполнет, бидејќи пред тоа имавме многу голем стрес, бидејќи знаете таа утакмица против Црна Гора беше уствари кој ќе испадне од Златната Европска лига. Што се однесува до јубилејот, 80 утакмици стварно е феноменален, тоа не сум го ни сонувал кога сум почнал со кариерата, кога сум за прв пат заиграл во репрезентацијата на Македонија. Меѓутоа, за тој податок да кажам дека морам да му се заблагодарам повторно и јавно на Тони Стојановски, бидејќи јас бев тотално изненаден дека тоа некој го знае. Бидејќи јас со него кога зборувавме, тоа беше лани пред утакмицата со Грција, бидејќи беше муабетот дека утакмицата со Грција е 200-та официјална утакмица на Македонија од осамостојувањето. Додека тогаш таа утакмица моја беше 163-та и јас му реков имам 78 победи и сега значи тој памтел ја чекал 79-та и 80-та и јас пошто кога одам на утакмица најчесто телефонот го оставам во хотелот, бидејќи не сакам дистракции пред утакмица, тотално влегувам со фокус на неа и се враќам и гледам пораки на Facebook и на ова честито 80-та, честито 80-та. Тоа сега седам малку мирен, кој го знае тоа, како е тоа можно, значи тоа не може. Јас не бев сигурен дека Тони го врши преносот, бидејќи во петокот беше Горан Милковски и мислев дека повторно е тој. И кога видов, онда ми кликна, знаев дека тој е. Поздрав голем за него, му се заблагодарив, секоја чест што памтел тоа. Јас си ги пишувам колку се победи и порази, колку утакмици само официјални, меѓутоа сега треба да функционираме генерално и медиумите и новинарите за да може да ги промовираме сите тие богатства, ќе кажам пак, кои што ги имаме во Македонија. Уште еден податок прочитав на твојот социјален профил, 20-та година. Да, 20-та година јас дебитирав 3.6.2005 година, со неполни, немав ни 17 години, 16 години колку таму. И 20 години играм за репрезентацијата, фала му на Бога, здрав, жив сум и немам пропуштено ни една официјална утакмица, не значи дека сите ги играв, не бев и на клупа и тоа, но сум дел од, порано беа 12 играчи, сега се 14 играчи и еве 169 од 169 сум. Спомна 2005-та прв пат заигра за македонската репрезентација, сакам да ми споделиш, јас имам прочитано што се случи на тој надпревар од толку возбуда. Да, тоаш бев многу среќен бидејќи влегов во фактички еден детски сон ми постана реалност. Јас влегов 2003-та во кадетска, младинска, меѓутоа во 2005-та влегов во сениорска репрезентација и првата утакмица беше, значи, Б дивизија Македонија против Австрија. Јас тогаш
знаете, не играв и само го чекав загревањето. Моите 5 минути беа загревањето, така да од таа толку возбуда, веќе секогаш кажувам, успеав да секоја топка на загревањето ја качам горе на кале, што во овој момент нема шанси да се случи, бидејќи бев многу, тогаш бев помлад, нели, поздрав, колената беа поздрави, повеќе се скокаше, повеќе сила имаше, меѓутоа таа возбуда, тој ентузијазам направи да буквално ја прескокнам мрежата, што се вика. Бев многу среќен. Фала му на Јошко, тогаш ми даде шанса, влегол во вториот сет на сервис. Првиот сервис го направив аз, значи мојот прв сервис беше аз, а вториот беше грешка. Третиот сет пак ме стави на сервис, така да од тој турнир ги памтам тие како вчера да бе. Тие се моменти за паметење. Никола, јас знам дека и на терен и уште и ден денес ти знаеш да покажеш емоции, знаеш да бидеш и многу нервозен кога нели ќе се изгуби поен, но и да покажеш огромно задоволство, не знам, убаво чувство кога ќе освоите поен. Таков си по природа, по карактер, покажуваш емоции, не знаеш да скриеш емоција, реагираш бурно. Да, таков сум, меѓутоа не сум до толку. Да кажеме, во приватниот живот малку повеќе балансирам, меѓутоа можеш многу лесно да ме прочиташ кога сум нервозен, кога сум во дилема, кога пак сум среќен и кога на среќите и нема крај, например. Не ги криеш емоциите. Не ги крием емоциите, само што на теренот тоа уште повеќе излегува од мене, тоа бидејќи јас сум компетитор, надпреварувач. И сакам да играм и сакам да победувам. И многу ми е, да кажам, криво кога некој кој што јас мислам дека мојата екипа е подобра, ме победи или ме победува или губам, а ние не го даваме нашто, бидејќи јас знам секој од нас за што е способен и знам секој од нас што може. И например ако не ни се погоди убав ден, ако не, или јас например ако не играм добро, не се чувствувам добро, морам да најдам некои емоции внатре кои што ќе ме подигнат за да можам да го извлечам најдоброто во мене. Например, некни против Црна Гора беше една тешка утакмица каде што првиот сет одеше нерешено до некој 15. И знаеш, секој од нас води битки во себе, нели, на теренот на тоа и мораш со тие емоции покажувајќи ми помага полесно да се олеснам и да продолжам да го вратам фокусот каде што е најбитно. Да. Знаеш и да се осврнеш кон публиката и да помараш помош од мислам, ја имаш таа комуникација со публиката што е убаво, нели? Сепак ако Никола Ѓорѓиев игра, мислам има публика, има радост кај струмичен и тоа се гледа и ти знаеш да комуницираш со публиката. Да, видите се, јас, нели, како што рековме, 20 години сум во оваа репрезентација и ги знам сите луѓе каков карактер, сите мои соиграчи каков карактер се. И знаете, имаше и млади сега, ако не се многу лажам. млади имаше, прв пат што игра во репрезентацијата, да кажеме, прв пат што добија шанса да бидат носители на репрезентацијата, имаше и доста измени. И сега јас ги гледам нив и ги пратам, нели, као капитен ја имам и таа улога да морам да ги пратам. Сега кога ќе видам дека сетот се крши, утакмицата се крши, а ние гледам дека сме во дилема, дали, како, ја што го викам, имаме облаци пред нас, не ја гледаме чисто сликата, не ја гледаме чисто целта пред нас, која победата е цел. Тогаш побарувам помош од публиката, бидејќи многу лесно може да се заврти работата и да не победат и подоцна публиката да ни стане стрес, не да биде наш поддржувач, нега да не биде стрес, бидејќи знаете и сами во репрезентацијата играат многу деца од Струмица, ако играме во Струмица тоа уште повеќе стрес, сакаме да покажеме уште повеќе бидејќи нели сме тука, фамилија, роднини, пријатели, поголема одговорност. И например, посилни сте на домашен терен. Точно така, но например кога доаѓа таа утакмица и тоа кршење, да кажам, на тоа, многу лесно може да оди во двата правца. Може например млади, па и јас не кажувам, подоцна да имаме толку стрес, например ако дојде 1-1, 2-1, да имаш поголем стрес, стресот расте, публиката сака победа, ти сакаш да победиш и тогаш станува потешко. Затоа многу ми е битно да во тие моменти ги препознам, успеам да ги препознам и успеам да направам се од себе, да ја стимулирам и публиката и да бидеме сите заедно, да успееме да ја победиме таа утакмица, бидејќи како што реков, во Струмица одговорноста е многу поголема и па и среќата е поголема кога се победува и кога
ќе ги осреќиш и твоите пријатели, другари, роднини и цела Македонија. Да. И сега размислам каде ти е повеќе стрес. Ке спомнеме понатаму играш во голем број на клубови нели низ светот, каде е поголем стрес да се игра тука пред струмичка публика или на пример во Турција пред Не, пред македонска публика. Поголем стрес Пред македонска публика, секогаш бидејќи јас сум рекол и порано и сега победата во македонскиот дрес, поразот во македонскиот дрес не се мери ни со една победа и пораз во клубот, во било кој клуб. Така да после победа тоа е голема среќа, неизмерно задоволство, инспирација, мотивација за уште после пораз. Јас сум познат како многу лош губитник и Што се случува? Што прави? Па нервозен сум, не зборувам со никој. Знам да се скарам со сопругата, знам да се скарам со брат ми, сега со брат ми сме Ајде да се извиниме јавно за сите. Да се извиниме, мислам ќе трае тоа уште некое време, ќе трае уште некој период, ќе издржи. А крајот на подкастот повторно ќе се извиниме, нека и стои да знае. Тоа е што да правиме. Се извинуваме до сите, ама тоа е така, не можеме тоа. А кога ќе се случи победа, што се случува тогаш во соблекувална, па се пеат песни. Никола Георгиев е познат кој што кога е во да кажам во карантин, во утакмици, во 40-дневен процес, не пие алкохол уопште ни капка. Знае да се отвори пиво 1, 2, 3, 5. Да наздрави. Да се наздрави, да се пеат песни. Која му е омилена песна? Па македонските. Македонските. Така, да. Тие ми се мене најомилени. Да. Никола, знаеме дека има, сега постојано зборуваме за македонската репрезентација, се вртиме овде, но да, интересно ми е, свесни сме дека има проблеми, што од финансиски аспект, што од менаџерски аспект, не само во одбојкарската федерација, генерално во одбојката, туку спортот на државно ниво има проблеми, но вие без никакво размислување секоја година се враќате, ги браните боите на Македонија, играте со срце и душа. После се тоа што го слушам да се игра со срце и душа за Македонија. Што е тоа што ве враќа? Дали победата, што ми спомна сега пред една минута, победата и тоа, не знам, публиката, среќата, радоста на публиката која носите ве мотивира толку? Па ние сите многу ја сакаме нашата земја. Прво многу ја сакаме нашата земја и сакаме во што подобро светло да ја представиме во Европа, во светот, да ја ставиме Македонија кој што ја ставивме веќе на европската мапа. А и плюс тоа представува еден вид наше, како да кажам, да се покажеме дека Македонија заслужува и Македонија е преубава земја. Македонија е нешто најсвето што го имам, Македонија е нешто што многу ни значи на нас. И мислам дека сите, ја што викам, сите ние сме, тој израз, деца од стари мајки, да кажам, кои што поминале многу проблеми од организацијски, од се да не се навраќам пред што било и сега успеавме да стигнеме до едно ниво каде што наша чест и задоволство е што ја браниме и уште ја браниме нашата земја. Се бориме, се зборува на секаде, едноставно можам да кажам дека успеавме. Но не се задоволуваме со тоа, гледате дека покушаваме иако да кажам не на стари години, него малку постари, сакаме што се вика, уште поголеми успеси, уште повеќе да се зазементираме и тоа е нашата голема цел. Еве што фала му на Бога, успеавме во овој прв циклус, успеавме да направиме 2 победи, да завршиме 9-то место, а сега се испративме со добар одмор, меѓутоа нашата цел е Европско првенство 2026. Да. Спомнавме дека во овој циклус пробувате, мислам селекторот внесува млади одбојкари, кои некои дебитираат, како што слушнав. Гледаш ли во нив ваши наследници? Сметаш ли дека има млади кои ќе играат со истиот тој жар, ентузијазам и љубов кон државата и да ги бранат боите на државата? Како гледаш на новите генерации кои треба да ве наследат? Па, сигурно дека гледам позитивно и сигурно дека сум сигурен дека ќе бидат наши достојни наследници. Може би уште не се спремни 100%, а наша задача на нас постарите е да ги креираме нив, да ги креираме тие нови лидери, новата, да кажем, окосница на репрезентацијата. И мислам дека ние го всадивме веќе
тој инат, тој непокор, таа љубов за репрезентацијата да се игра. Учат ли од вас младите? Ве прашуваат ли, желни ли се за да научат нешто повеќе од вас како искусни? Па искрено од мене учат, меѓутоа понекогаш не се спремни да ја прифатат реалноста. У смисол дека е тешко, дека е тоа тешко и дека прават грешки. Дека едноставно не сте уште на 100%. Мора многу труд. Знаете како мора секој тренинг да се еден тренинг е изгубен тренинг. Јас кога бев млад, 2003 година отидовме во Арчелик. Мене Арчелик Турција ме бараше. И тогаш тренер беше олимписки шампион со Југославија Зоран Гајич, кој што подоцна беше председател на одбојкарскиот совез, сега е министер за спорт во Југославија. И он ми рече: сине, секој тренинг мора да напредуваш, да си одиш дома и да бидеш среќен дека нешто си направил. Ако ти не си напредувал тој тренинг, во било кој елемент, не мора тоа да биде нешто вау, него во еден елемент, одбрана, блок, кување топка, смеч, висока топка, има многу елементи. Тогаш ти си го изгубил. Подобро седи си дома и не оди на тренинг. Така да покушавам на тој начин да им придам. Понекогаш знам да бидам и малку поагресивен. Сега нормално дека има реакција, меѓутоа тоа е за нивно добро. Они на крајот на денот морат да сватат дека тоа е за нивно добро. Бидејќи ако нон-стоп ја тоа го викам, се маземе, не политички, не верувам ја во тоа не верувам дека ќе успеат да се искаличат и да бидат тоа што треба да бидат. Бидејќи во секој од нив гледам потенцијал кој што недостојно, него и преубаво може сите нас да не наследат, меѓутоа се зависи од нив. Да. Секој еден успешен спортист знае да каже дека талентот е 10%, се друго е работа, само работа. Никола, факт е дека младите сега малце ни се како да кажам, опуштени, малце поразлигавени. Мислам дека и тоа влијае на младите за да слушаат и да одат по вашите стапки за да се развива еден успешен спортист. Ние старите, постарите, не старите, постарите, уште пред нас живот. И ние поискусните, поискусните се трудиме на секој начин да им помогнеме. На секој буквален начин, дали приватен план, дали одбојкарски план, дали совети за кариера, интернационална, и мислам дека од таа страна даваме 100%. И сега, кога ќе дојде тренинг, кога ќе дојде утакмица, емоциите се високи. И на некои, да кажем, полесни топки, некои работи кои што дешава, знаа некој да избувне и некој да која, меѓутоа тоа се е во рамките на теренот. Што се случува на теренот, останува на теренот. Надвор, секогаш сме спремни, кој за разговор, за било што од секоја тема, и мислам дека тоа можат и они да го потврдат. Така се граден професионален спортист. Па така мислам, одбојката не сме и нема да заврши со нас. Одбојката мора да продолжи и репрезентацијата мора да биде константен учесник на европското првенство и игра златна лига, а не европска сребрна лига. Да биде во кремот со најдобрите. Па да се бориме. Кога веќе сме овде, нели, да се држи ова ниво. Професионален спортист, да, почнавме со овој разговор. Кажи ми како започна Никола Ѓоргиев? Како се роди прво љубовта за да бидеш одбојкар? Па и брат ти игра? Да, 92-93 на мои 4-5 години татко ми беше председател на ОК Македонија Техно Интер, мислам, тогаш се викаше, женскиот одбојкарски клуб, и во тоа време они освоија 2 титули и 1 куп на Македонија. Јас секое попладне, валја од градинка, јас памтам како топки, како топки бркав по салата и нон-стоп, знаете, нон-стоп им ги давав на девојките тогаш, што беа, на секоја утакмица бев, памтам кога славеа титула, памтам кога во Скопје одевме по финалиња да гледам, и тука се роди таа моја голема љубов за одбојката. Подоцна на 6 години ме запишаа, на 8 години ме запишаа во ОК Македонија. Во 5-то оделение отидов во ОК Струмица на инсистирање на Кирил Ечиев и Илија Караманов. Тој ти беше прв тренер? Не, прв тренер во Струмица во Македонија ми беше Стео Вета, кој што сакам исто да го поздравам.
А подоцна од пето одделение кога отидов во Струмица, мои тренери беа Кирил Ичлиев и Илија Караманов, покојни. Да, од таму ти започна И тука веќе почнав, кариера. морам да споменам, во шесто одделение, јас многу сакам фудбалот и како што сум надпреварувач, многу сакам да играм фудбал. И во шесто одделение имаше 3 месеци кога тренирав одбојка и фудбал заедно. И многу брзо напредував во фудбалот, од тие да кажам како се вика тога петличи, отидов во пионери, со генерација многу поголеми за мене. И буквално мојот ден беше ваков. Школа до 12:30, од 1:30 до 3 во салата со пионери тренинг. Одбојка. 3:30 до 5 бев фудбал и подоцна јас мислам од Кирил Ичлиев виде дека фудбалот почна повеќе да ме интересира, бидејќи почнав бев висок и од корнер дадов 1-2 гола, играв позади последен бек и многу брзо напредував и многу ми влезе, многу ми стана интересно. И тука мислам од Кирил Ичлиев направи одличен потек, ме стави у првата екипа. Со сениорите Струмица јас бев шесто одделение. За да те привлече во одбојката. Шесто одделение и буквално во одреден период имаше 1:30 до 3 пионери, 3:30 до 5 фудбал, 5:30 до 7 сениори, првата екипа. И вечерта одев дома, знам дедо ми ги масираше стапалата пошто бев многу. Ти немаше детство. Колку што можам да видам. Ама јас бев среќен. Тоа ми беше мене, меѓутоа подоцна видов дека не може двете и се одлучив за пионери и сениори Струмица. Што беше пресудното за да се одлучиш да бидеш одбојкар, а не фудбалер? И дали се каеш сега од денешна перспектива за тоа? Тоа што ме стави во сениорската екипа. Во сениорската екипа во шесто одделение јас дебитирав во шесто одделение во сениорската екипа на ОК Струмица, памтам како вчера да беше март. Игравме против Делчево овде, победивме 3:0 куп, јас влегов на местото на вашиот претходен гостин Александар Митев. Он беше техничар, јас влегов на негово место и кога ме стави во првата екипа веќе подобар тренинг, поквалитетен, меѓутоа јас тогаш играв техничар. Дали се каам? Не се каам, меѓутоа мислиш ли дека би било сигурен сум дека ќе успеав, тоа сигурно, бидејќи јас сум таков инатлив и сигурно, и можеби една утакмица пред полн стадион, не знам, 60-70 илјади. Би го наполнило твоето срце. Тоа би било еден голем. Мислиш, не е касно, може да се променат некои работи. Може, јас како гледач ќе бидам. Како и да е, но сепак одбојката во Македонија ќе немаше ваков спортист со кој ќе може да се гордее, доколку Никола не останеше да биде одбојкар, нели? Но и светот, затоа што знам, прочитав дека имаш играно во повеќе клубови, нели, по светот. Ајде да кажеме Италија, Словенија, во Турција 6 години, ако не се лажам, имаш играно, Германија, Полска и она што ме остави впечаток мене во Јапонија. Како се разбираше таму Никола со јапонците? Јапонија... Како играше и како ја надмина таа културна разлика, јазична разлика? Ми беше тешко, стварно ми беше. На колку години беше таму? 2015-2016, значи 27 години. 27 години, 3 години бев таму, 2015-2016, 2016-2017, па отидов едно у Полска, па после бев повторно во Јапонија, во Осака. Прво бев близу Токио на 40 минути едно граче, Мишима, во Тора Јаро со екипата. Па на почетокот беше шок. Шок беше и беше голем шок. И ми треба 2-3 месеци да се добро аклиматизирам. А зошто? Бидејќи... Зошто одбра да отидеш во Јапонија да играш? Имаше интересна понуда, мислам. Финансиски беше убедливо најдобрата понуда која што сум ја имал. И исто така беше кажано дека јапонците се многу поштен, искрен народ, исто што се совпаѓа со мојот карактер, каде што можам да останам многу повеќе години. И сакав, имав одамна, од деце, имав желба да одам таму. И некако понудата дојде уште во ноември. Значи, сезоната наша почнува во октомври, јас во ноември веќе бев контактиран првично од нив. И јас сум човек кој што фамилијата и овој ме знае, ја немам многу трпение. Јас сакам сега и одма. И брзо ги решавам понудите за да си бидам мирен, спокоен, да не после се каам. И кога дојде ова, седнавме со мојот менаџер
беше, јас уште од декември веќе бев потпишан, знам дека таа година. Мислам, јас углавном се минатата година, трансферите ги правам многу брзо, и оваа година веќе почеток на март бев готов, за да си бидам мирен, спокоен, да си имам мирно лето, фокусирано само на репрезентацијата и на одморот со најблиските. Така да се реши оти во Јапонија, таму стигаш во Јапонија и ништо не разбираш? Ништо не разбирам, меѓутоа се е многу средено и се е многу коректно на време и зборот е збор. Значи зборот е збор. Јапонците сега на пример се среќаваме и се договараме да пиеме кафе или ручек после 2 месеци, они имаат тефтерче и со дати и на 15 август се наоѓаме на кафе во 3 часот во, да кажам... Сериозно, така функционира? И зборот е така. Сега, што беше интересно? Интересно беше, јас имав нон-стоп преведувач од мене. И тоа беше буквално како сенка, што подоцна почна многу да ми смета. Значи, например, кога одевме на утакмици, таму сите спијат по еден, нема по двајца во соба. И сега, например, мене не ми дозволуваа сопругата да спие на ист спрат со мене, него она мораше да спие на друг спрат, а преведувачката до мене. И сега... Ете ти проблем со сопругата. Не, како да имаш сенка, се прати, се шо правам. Не знам, прво додека добиеме телефон, имаше во зградата ти звони. Ние спиеме 8-9, уште джет лек на тепа, она звони. Што правите? Што правиме? Спиеме, што правиме? Што може да правиме? Како сте денес? Па стигаш на тренинг, одма една книга. Како се чувствуваш денес? Како спиеш? Оценки. Дали имаш болка? Што јадеш? Колку кила си? Тоа го наложуваше самиот клуб? Самиот клуб, самиот клуб го наложуваше дека ти мораш тоа да го попуниш, знаеш. Ако случајно не направиш терапија после тренингот, физиотерапевтот е толку лут на тебе, што лут, буквално лут. Имаше ли плод таква една дисциплина? Па имаше плод, освоивме се, јас бев MVP, се подредивме као фамилија. Јас сум таков, јас сум, да кажам, фамилиарен играч. Јас се правам за екипата и они тоа го уочија. И на крај крајова беше, на крајот кога завршивме, се испративме као фамилија. Као фамилија, буквално и ден-денес се слушаме, разговараме. Полека сега, тогаш беше многу затворена Јапонија. Имаше 8 екипи со 8 странци. И една од причините поради која отидов, што менаџерот ми рече, Никола, 8 екипи, 8 странци. Јапонија е затворена земја. Не знам дали до година ќе имаш таа понуда. Бидејќи е многу тешко да се влезе, а сака да влезе. Значи, ја освоих титула која беше Матиј Казиски, Игор Омрчен, Данте Амарал, Михал Кубијак, Ескобар. Сега, одбојкарските ги знаат тие светски играчи што освојувале олимпијади, светски првенства, Лига шампиона и тоа, значи, успеавме, а годината пред јас да дојдем екипата заврши 7-мо место од 8. Првата година 3-то, втората година шампиони, MVP и Куп на кралот освоивме и тоа беше, да кажеме, на целина, каде што се завршивме со се освоено, се поздравивме. Сепак дисциплината ги покажува резултатите. Дали Никола Ѓурѓиев успеваше да се уште дали успеваш да пренесеш искуства од сите тие, нели, од Јапонија, од Италија, од Турција, од Германија, во сите клубови кои играат, барем нешто да се пренесе во нашава репрезентација во моментот, нели, таа актуелно. Да, па покушавам на сите различни начини јас да им влијам на момците што од одбојкарска гледна точка, што од приватна гледна точка, што совети за кариери, например, да не бараат одма пари, полека да градат. Јас кога сум излегол, например, на 17 години сум имал 200 евра плата во Раднички Кргуевац, на 18 години 250 евра, на 19 400 евра, дека куќата се гради од темел. Јас знам дека они вредат повеќе, знам, меѓутоа ние како македонци плюс немаме европски пасош, што го прави уште покомплицирана ситуацијата, бидејќи за секој од нас мора да се плаќаат плюс трошкови за виза, дозвола, сертификати, што за разлика, например, европски е многу полесно. Ти како европски играч можеш да одеш секаде во Европска унија си како домакин. Не треба да се плаќаат тие трошкови. И тоа го прави потешко, дека треба 1, 2, 3. За нас тестот не е една сезона. Например, некој македонски играч ќе изигра една сезона, чекај, една, полека. Ај втората да го видиме, ај третата да го видиме. Мора да поминеме низ многу повеќе тестови, за разлика од играчите кои што се во Европска лига, кои што се со
одбојкарско педигре, значи правиме обед за земји кои што имаат јака репрезентација. Ние сме подложни на сите видови тестови, на сите видови замки да ги поминеме за да успееме. И пак постварувате резултати. Мислам, пак, секоја чест. Па тој инат што го имаме кај нас си го прави своје. Си вреди тоа. Овде, кога зборуваме за сите тие пречки, јас би спомнала еден интересен момент Спартанци. Како го добивте тој назив Спартанци и што се случуваше на патот до Полска? Знам дека се ширеа многу сториња, рилсови имаше. Да. Тоа е 2015 година. Кога сме кај тешкото. Да, тоа е 2015 година. И ние успеваме да победиме 2 утакмици у Полска. И чекаме, се враќаме за Македонија и чекаме да видиме како ќе заврши Словенија-Грција. На Словенија и треба Грција треба да победи една утакмица, а на Словенија значи тоа се 2 утакмици помеѓу нив, петок и сабота да кажеме. Меѓутоа на Словенија со една победа е секако прва и втората утакмица ништо не значи. Значи ништо не значи. Може слободно, а нас ако Грција победи една, крај, готово. И седевме во Континентал, исто ко вчера ми ја памтам тие работи. Ја гледавме утакмицата на телевизија, последен сет 25-23 за Словенија, од втората утакмица Словенија 2 пати по 3-1 или 3-0 како беше, втората беше 3-1 100%, првата не знам. И ние се радуваме, се гушкаме и сега доаѓа како треба да се стигне до Валсбрг, Полска. Меѓутоа треба да се стигне нешто за 2-3 дена, да кажеме, ако е сабота, вторник почнува Final Four, значи понеделник треба сме таму. И доаѓаат организирано. Па немаме зашто чекаме. Чекаме да видиме дали уопште ќе се пласираме. И доаѓаат луѓето од федерацијата, викам, момци, лоша конекција, не можеме да стигнеме, мора автобус. Нема, тоа е автобус, нема проблем. Нема предумислување да кажат не патуваме со автобус или не може. Не, тогаш бевме желба имаше, летавме со тој Final Four летав. Бевте сите тие што сте сега во македонската репрезентација? Не, тогаш беше друга генерација. Тие младите ги немаше. Значи од тогаш сме само јас, Владо Милев, Љавтов, брат ми Ѓорги Ѓургиев и Филип Маџунгов. Тие 5 сме само. Да не испуштам некој. Ама не, тие сме, што бевме на последната утакмица со Црна Гора, само тие 5 сме. Тогаш беа постари, да кажам, генерации и тргнавме со автобус. Тргнавме од Скопје со автобус, имаше околу многу километри, сега не знам како беше, ама многу километри. И нема клима автобусот, август, кажеме беше 13 август, топло и таму се тие слики што ги имам на iPad-от сите голи, само нагаки, голи, седиме. Неизводливо, не. И тука застанавме Ниш, мора да се направи климата. И тука е таа слика, нели, што сме сите на шорцеви, во дворот, чекавме 2-3 сати, се наполни, се среди се и тргнавме за Полска. Па тука има застанување, многу патувавме се, не знам колку. Има, играме фудбал на едно паркиралиште, слики, шева во средина, па има тука да си земавме сендвичи и Љавтов беше тој, ги сечеше, Ристо Николов даваше, салама кашкавалче, бам, ајде на тој, тука се дава јадење. Таа желба да се таа желба. И стигаме, и сега, например, стигаме таму, одработуваме тренинг и наша цел, да кажеме, беше Полска да земеме медал. Бидејќи Естонија 2 пати во групата не победи 3-0, 3-1, лесно не победи. Значи, лесно не победи. Естонија имаше 10-0 победи. И Словенија имаше 10-0 победи во групната фаза. И ние ќе играме со Естонија. И гледам ја нешто загревањето, момците скока така некако, и јас си помислив на загревањето, ова може да биде убав ден. Кога ги фативме 3-0, пегла, ни сами не бевме свесни што се случи. Да знае вие како стигнавте до овде. Па да знае ни што се поминавме, лесно. На крај завршивте со медал? Да, сребрен медал. Утредента игравме со Словенија и Словенија во тоаш изгубивме 3-0, меѓутоа и Словенија тој период после месец дена освои прво сребро на европското првенство. Изгуби финале од Франција со 3-0 и фактички ние игравме финале со нив, тие беа вице шампиони на Европа. Да, секој чест, мислам, тоа се моменти кои треба да се паметат, треба да се спомнуваат, затоа што навистина вреди таа жртва која вие ја правите и таа душа на терен што ја оставате за да се игра.
Не за џабе прашав дека младите одбојкари кои треба да бидат ваши наследници, дали тие ќе можат да го поминат сиот тој пат кој ги очекува. Или вие веќе го трасиравте патот, па сега тие ги уживаат бенефитите кои вие ги имате направени? Во овој момент мора да признам дека ги уживаат бенефитите кои што ние ги направивме. Меѓутоа, ние ги потсетуваме дека не треба одбојката да се врати на тоа што беше. А како е тоа можно? Тоа е можно само со резултати. Доколку има резултати, се е одлично. Кога нема резултати, веќе само губиш, не си интересен ни за спонзори, ни за медиуми, ни за луѓе. Едноставно, резултатот е мерило за се. Така да, мене ми е и мило што они уживаат овие бенефити и дај Боже секогаш да ги уживаат тие бенефити, да им е секогаш убаво кој што е сега, бидејќи сега имаме феноменални услови, свака час нема што, и дека тоа што е било поминало, ќе се сеќаваме на него и само да биде едно убаво минато, да кажем. Минато убаво да се сеќаваме и никогаш повеќе да не го што се вика да се повтори. Никола Ѓорѓиев прочита во едно интервју, знаат твоите колеги од спортот да се пошегуваат дека немаш кренато шампионска титула во Македонија, бидејќи си постојано по светот. Дали постои можност, не знам, или опција да се врати Никола да игра во струмички клуб, не знам, некаде на залезот од кариерата или во моменти каде веќе не гледаш опција да се игра во странство, дали би се вратил да играш во струмички клуб, ОК Струмица, како што е во моментот? Па порано таа желба ми беше многу голема. Меѓутоа со годините таа желба станува се по, да кажам, прашална, не сум сигурен, бидејќи ќе ви објаснам зашто. Јас сум професионалец. Голем професионалец и сакам тоа што сум јас да бидам и на теренот. Не сакам некој стар, не добар, неквалитетен Никола Ѓорѓиев да зема место на некое младо, полетно коректорче кој што треба да биде иднината на македонската репрезентација, иднината на Струмица. Бидејќи јас ќе бидам среќен, ни па тоа дете ќе биде среќен, ни тоа ќе личи нешто, ќе изгубиме еден талент. Што се однесува до ова, ако бидам здрав, жив, ако можам професионално да издржам, што тоа значи? Тоа значи спиење редовно, здрава исхрана, посветеност голема, бидејќи јас ако би се вратил во Струмица, би се вратил само за шампионска титула. А сега гледаме дека првенството се појачува, значи првенството станува се поинтересно. Значи тука и треба да имате одреден квалитет, не може да бидете овој Никола Ѓорѓиев, ајде готово 3-0 за нив, не, името не игра, теренот покажува. Така да ако можам, ако се чувствувам со задоволство и сигурно. Ако не, ако на пример форсираме, има и друга опција, може да се форсира некој убаво младо коректорче, па јас да бидам позади, да го учам, да му помагам, и ако не бидува, ако има некоја тешка утакмица да влезам, да помогнам. Може и тоа солуција. Меѓутоа, здраве Боже, нека биде полека, како ќе биде. Сепак се во улога на македонската репрезентација, како што можам да согледам од целиот наш разговор, дека вие играте и ја сакате одбојката, ја сакате Струмица, ја сакате Македонија и би направиле се што треба за да се постигнат успеси. Никола, малце на приватен план, сите сме струмичани, те гледаме и во Струмица и по социјалните мрежи, имаш две убави керкички, се живи и здрави. Амин, благодарам. Сопругата ја спомнавме уште на самиот почеток. Успеваш ли да одвоиш доволно време за својата фамилија, генерално не само за керките, овде и сопругата? Задоволен си со тоа како функционирате, колку жртви има направено Никола за да успее на својот пат? Задоволен. Секогаш е малку, кога си со фамилијата, секогаш е малку. Им недостасуваш на керките? Да, тоа многу. Меѓутоа, тоа е единствениот пат. Не може другачие, бидејќи ако не сум доволно посветен на тоа што го правам, пример сега,
40 дена, колку бевме, 45 дена во хотел Горан Пандев во Струмица, каде што имавме феноменални услови и сакам да им се заблагодарам и на нашиот капитен легенда Горан Пандев и на Венера, која што ни овозможија феноменални, би сакал да ги поздравим, се заблагодарам уште еднаш. Јас 40 дена колку беше спиев таму. Иако си во Струмица, да, иако сум во Струмица, но заради да се одмориш, да спиеш, режим на исхрана, режим на одмор, нели? Така да, сигурно дека е малку, меѓутоа се трудам тоа време кога сум со нив, да бидам 24/7 со нив. Ја имаш ли поддршката од супругата? Ја имам поддршката, на која што сум и многу благодарен. Ја имам поддршката и од моите родители, на кои што сум многу благодарен, и на нејзините родители, исто сум и многу благодарен, на нејзината сестра, на мојот брат, на нашата снага, кои што сите им сум и многу благодарен, бидејќи знаат дека Никола Ѓоргиев кога оди некаде и го прави тоа за резултат, го прави тоа за добро и за сите да бидеме среќни. Сите помагаат, сите ни помагаат, тоа е фала му на боголислителна околност. Така да, ја морам да им се извинам пак на сопругата и на родителите. Сега ми текнува после Словачко, се вратив, се скарав и со родителите дома. Кој изгубивме две и до нив извинување. Така да, али таков сум. Тоа е. Човек е и мора... Ама затоа знаат, кога победиме, сега, например, се може, нема лимити. Што сака, се може, се. Имат ли керките афинитети за одбојка? Ќе биде некоја Они сакаат да бидат одбојкарки. Они само викаат... Знам дека се навивачки на терен, ги гледаме постојано, тие ти се најверни. Се радуваат, нон-стоп се на сите утакмици, нон-стоп ме пратат каде иде играм во сите земји, досега ме пратија. Сега ќе се разделиме, бидејќи јас ќе играм на страна, го чекаме клубот да објави, затоа не можам да спомнам каде. Меѓутоа е блиско, не е многу далеку, а они ќе останат овде, бидејќи Марија ќе ми почне прво оделение и сакам тој дел од нејзиниот живот да и биде мирен и без патувања, бидејќи тука се познаваат првите пријатели, првите другари, првите, да кажам, мене ми е основното школо се. Јас бев само основно школо, средно школо, прва година одев, втора бев вонредно, за да тренирам овде 2 пати, трета веќе отидов во Србија и уопште јас средна школа немам, така да основното школо ми е се. Така да сакам и она да си има еден мирен, убав, среќен живот со нејзините нови другарки, да биде стабилизирано овде, а јас ќе патувам кој ќе има слободно, па кој ќе има распусти, они ќе дојдат. Меѓутоа, сакаат да бидат одбојкарки моментално, и двете се на гимнастика, бидејќи имам читано, имам разговарано со големи стручњаци, ми рекоа дека прво за детето кое е младо треба или гимнастика или атлетика или пливање, преку лето пливаат многу, гимнастика за да валјда го стабилизира тој цел, да го стави темелот на телото и тоа се. На гимнастика одат, мислам оти уште една година ќе одат на гимнастика или 2, а подоцна ќе ги запишам сигурно на одбојка, па ќе видим се среќни. Можеби ќе биде една генерација која ќе го наследи Никола Ѓоргиев. Тука ми е симптоматично малце, сите одбојкари, мислам скоро сите, имате керки. Ако не се лажам, и Владо има 2 керки, ти имаш 2 керки. Ристо Николов има керка. Исто така. Значи ли тоа дека спартанците ќе ги заменат спартанки? Македонска репрезентација, женски, ќе бидат вашите керки, ќе се направи таква една квалитетна македонска женска репрезентација. Со која ќе се гордеете вие? Па дај Боже, што е до нас, татковците, можем да ви ветам дека сигурно ќе направиме се што е во наша можност да ги изведеме на прав пат, односно да им ги овозможиме условите за да станат спартанки. Сега другото знаете, се зависи од нив. Се ќе зависи од нив. Така да што се од нас, ние би биле најсреќни на цел свет и најгорди кога и би не наследиле нашите наследнички. Меѓутоа и да не успеат, нема ништо лошо. Само да се здрави и живи. Да се живи и здрави, да. И ние да се радуваме покрај нив и да гледаме како растат. Така. Никола, за крај, јас само не спомнав еден момент, а тоа е доста значителен. Техниката која имаш, која те издвојува дефинитивно. Тоа го слушам од компетентни лица кои се од одбојката, нели јас не сум сепак компетентен. Имаш талент, имаш техника невидена. Дали тоа беше пресудно за да станеш врвен спортист или твојата работа, упорност и борбениот дух кој го спомна?
Повеќе е по мене работата, борбениот дух, инатот да успеам, посветеноста. Меѓутоа техниката исто така е моја одлична, меѓутоа таа техника јас кога бев млад многу гледав утакмици и тоа покушавам да им го кажам на децата. Открадете од некој потек. Јас крадев потези и се уште крадам потези. И затоа крадете некој потез, оди вака, смечирај вака, гледај таму, смечирај ово, кој прави, скувај му. И јас многу ги анализирам противникот, али длабоко го анализирам. Јас, например, пред секоја утакмица гледам 2-3 утакмици од противникот, карактеристики на играчот, кој што треба да ме блокира, карактеристики на средниот блокер, карактеристики на 3 блока кога има, како стојат во одбрана, кој систем го прават, за да можам да им навлезам во суштината, во системот и подоцна да си работам ја мојата работа. Така да тоа исто покушавам на овие млади деца, убави деца, да им го кажам дека одбојката и вашата посветеност не завршува со тренингот, не завршува со теретаната, него вие мора да одите дома. Сега имаме супер тренинг, ние ги снимаме сите тренинзи. Дете, земи го тренингот, погледај се како дигаш, како стоиш, како напаѓаш. Најдобро се учи кога се гледа на сопствените грешки и кога гледаш. А подоцна, земи, гледај светски играчи. Гледај одбојка. Ја имам, уште немаше ни CD дома, касети ги снимав. Касети, овие видеокасети. Видеокасети имам од Иван Милковиќ, од Жиба, од Налбер Битенкур, од Джоване Гавио, од сите Джани, Бернарди, од сите, и сум си ги снимал и сум си ги пуштал и гледам од нив како прават и што прават и покушавам од секој нешто да копирам. И тоа, склоп на сите тие работи, ми помогна да изградам таа феноменална техника која имам и која што ме разликува од доста и која што ми помогна да достигнам до највисокиот одбојкарски потенцијал на свет. И да биде Никола Ѓорѓиев она што е најдобар македонски спортист, но и во светски рамки, да. Никола, јас ти благодарам на овој исцрпен разговор, можам да кажам. Мислам дека успеавме на јавноста да ја откриеме и она друга страна која имаш. Или ние те гледаме постојано на терен, како играте во спортски надпреварувачки дух, но сакав малку и од тој приватен аспект да те прашаме и да видиме како функционира и како живее Никола. За крај би дал некој совет, убаво го спомна тоа, финиширавме нели за крајот, што се младите треба да прават за да бидат врвни спортисти, но ако имаш нешто за крај да додадеш на сите млади, еве некој ако сака да започне со одбојка, например. Па ништо, прво да ви благодарам за вашата покана, ми беше чест и задоволство, мене ми беше супер, овака може да се разговарам уште 3 сати слободно, така да мене ми беше прекрасно, ви благодарам. За младите, деца, мора да верувате у себе, да верувате во себе, ама онака здраво, да не бидете препотентни, арогантни, да мислите дека сте нешто повеќе од тоа што не сте, да имате инат и голема желба за да успеете, бидејќи тоа е многу голема работа, но и мора да имате посветеност. Без посветеност ништо не се прави. Сум видел многу таленти кои што со без работа и само на талентот успеале 1, 2, 3 години и после се минато. И после ги слушам по кафани, ја која играв, ја која правев, ова. Одма знам дека бил тенок играч. Ама сум видел без талент момци кои што ја јаделе земјата, паркетот и успеале да станат почитувани играчи во одбојкарскиот свет. Така да ви посакувам здрави и живи да сте, но овие работи мора да ги пазите и да ги имате за да успеете. Благодарам, јас се надевам дека ќе се видиме некој нареден период, на нареден подкаст ќе разговараме, има многу теми на кои би можеле да разговараме со тебе. Ние се гледаме наредниот подкаст. Ви благодарам и на вас за вниманието.